Се наоѓаме во градскиот парк непосредно пред школка, место каде што оваа сабота 5 октомври ќе се случи розевиот пикник во организација на Езра, настан кој што го означува практично и почетокот на месец октомври, светскиот месец за борба против рак на дојка или насекаде познат како Розов октомври. Во продолжение разговарам со Емануела Додева, председател на Езра, за да ги слушнеме деталите околу настанот на кој што се добре дојдени сите, а се очекува присуство на посетители од целава земја. Ема, добро утро. Добро утро, Ирена. Како сте? Одлично, супер, еве непосредно тука, нели љубопитни да видиме што е она што оваа година Сдруженијето Езра го организира со помош на сите ваши соработници, пријатели и поддржувачи, за да го продолжиме патот кој што порано Борка, а сега Езра неуморно го чекори во борбата против рак на дојка, но и во спомен и почит на сите оние што ја загубиле битката со ракот на дојка. Сдруженијето Езра, како продолжение на мисијата на мојата мајка, односно на Борка и ќерка на Борка, ја продолжуваме со традиционалниот Розов настан, овој пат насловен како Розов пикник, кој ќе биде во соработка со Сдруженијето, односно со компанијата Medicus Help. Дадовме една нова димензија на самиот настан, кој што покрај традиционалната розова прошетка ќе имаме доста друштвени игри и активности и розов пикник. На самиот настан ќе имаме штандови за само преглед на рак на дојка, консултација со онколози, консултација за лимфедема. Исто така имаме богата програма, студиото Аква со хип-хоп програма, Кети Фит со пилатес програма и ќе имаме многу игри со хула-хоп, со ластик, малку да ги ресоциализираме пациентите погодени од оваа болест, сите преживеани и да чекориме во чест на оние кои што ја загубија битката. Исто така за прв пат оваа година ќе правиме и розова лотарија, каде што пациентите ќе добијат некаков поклон, ќе се надпреваруваат, ќе имаме и детски корнер за најмладите, значи ги повикуваме сите граѓани да дојдат со дечиња, имаме многу млади пациентки, за да го прославиме животот и да се собереме сите едногласно за ракот на дојка. Дополнително на сите овие активности запазен е и едукативниот момент, па на штандовите што ќе бидат изложени тука, ќе има дел и од медицинскиот тим што ќе биде на располагање на присутните за да даде одредени совети. Со Езра ја продолжуваме на некој начин оваа кампања. Изминатите години имавме едукативни трибини со самите онколози, каде што пациентите и сега на настанот ќе може да постават директно прашање кон самиот онколог, да се едуцираат малку повеќе за како да изведуваат само преглед, сите оние кои што не поддржуваат, затоа што раната детекција може да спаси живот. 98% од карциномите се излекувани, од ракот на дојка се излекувани доколку се открие на време. Затоа се залагаме за една функционална скрининг програма во нашата држава и достапност на современи терапии. Уште една препознатливост на овој настан се розовите маички кои што секоја година се продаваат. Да ни откриете нешто околу дизајнот, околу цената на маичките. Верувам дека и оваа година голем дел од присутните ќе ја поддржат оваа иницијатива токму и преку купување и носење на самите маички. Годинава имаме мощен и интересен дизајн, затоа што изминатата година имавме 10 мажи заболени од карциномот на дојка и самите маички се со таков дизајн, значи пола жена, пола маж, бидејќи ракот на дојка не бира пол, не бира вера, не бира политичка партија, ги засега сите и сакаме да испратиме порака дека и машката популација може да се соочи со ваков вид на карцином, односно дека ракот на дојка не е само женска болест, како што беше стигмата досега, него дека апсолутно сите може да заболат од оваа болест.
И еве за крај уште еднаш да ги поканиме сите што во утро не гледаат и не слушаат во сабота да дојдат во 11 часот тука и да бидат дел од Розевиот пикник и останатите активности што ги најавите, секако со еден апел и едно потсетување дека раната превенција е најдобар чекор во борба против ракот на дојка. Така е, само заедно можеме да направиме промена. Ема, благодарам многу, а вас ве очекуваме во сабота во 11 часот тука, во градскиот парк на Школка. И не заборавајте да одвоите време за себе, да направите само преглед, ехо преглед и задолжително еднаш годишно мамографски преглед, доколку спаѓате во старосната категорија над 40 години. Сега се одјавуваме од Школка и се гледаме повторно тука во сабота.